Папата е во Туркија за да го одбележи првиот Вселенски собор во Никеја пред 1700 години, кој го обликуваше христијанството. Во 325 година во античкиот град Никеја или денешен Изник во Туркија, епископите од целиот свет се собра за да ја решат теолошката разлика која се заканувала дека ќе ја подели верата. Главното прашање било еретичкото учење на Арија од Александрија, која негирал целосната Божја природа на Исус Христос. Тој верувал дека Исус бил создаден од Бог и затоа не можел да му биде рамен на него. Оваа идеја, позната како аријанство, го предизвикала христијанското разбирање на Светото Тројство, дека Отецот, Синот и Светиот Дух ја делат истата божествена природа. Аријанството почнало да се шири низ источниот дел на христијанската црква, заканувајќи се да ја подели. Константин Велики, првиот римски император кој го примил христијанството, оваа криза не ја гледал само како теолошка, туку и како политичка. Поделена црква можела да ја распарчи империјата, затоа го свикал на големиот собор на црковни великодостоинственици. Над 300 епископи од Европа, Африка и Блискиот Исток се собрале на едно место. Така настанал првиот Вселенски собор. Одлучено е учењето на Арија да се прогласи за ерес, а Константин наредил да се запалат неговите списи и нивното поседување да се казнува дури и со смрт. Епископите го донеле првиот никејски символ на верата. Со него е потврдено дека Исус е едносуштен со Бог Отец и е потврдена светата природа на Светата Тројица. Во Никеја не се напишани нови христијански правила, туку се разрешени практичните примени. Утврден е начинот на одредување на датумот на Великден и биле донесени други екуменски правила. Исто така е мит дека на Саборот се утврдувала содржината на Библијата. Денес синатому има разлики во толкувањето на библиските канони во христијанските традиции. Сепак, и покрај разликите низ историјата, Соборот од Никеја го дефинираше темелот на христијанското верување и ја оформи црковната власт во наредните векови.